Белгија, например, мој близок, многи години имаше доста успешна продавница за некои делови таму. И упорно си работеше во државната работа. Ќе дојде дома и ќе заработи тој поручек или два поручеци, колку цел да се има плата таму во тоа предпријатие. Викам, зашто? Ама не сум сигурен со ова приватното. Можда тоа 90 некој година да го рече, ама не може сега после 20 години да има бојазност дека со приватното нема да оди понатаму како што треба. Да, она сигурноста сегаш се држи цврсто до неа да останеш со сигурна работа. Може би некако да се регулира во тој дел, може би законска некоја рамка, например особено од администрацијата да знам дека јас кога работев во државна администрација не смеевме да имаме никаква дејност во работно време. Иако видите, јас после дипломирање сум се вработил, сум започнал да имам некои приходи и да почнам да тоа ме потикнува да работам после моето работно време. Ако јас ги давам своите перформанси на работа, значи добро, тогаш да почнам да заработувам нешто во работно време и да почнам да развивам собствен бизнис, јас ќе оставам простор за друг да дојде на моето работно место во државна администрација, кога повторно ќе му се помогне на некој начин со таа плата и со она да се развива и да развива бизнис. Гледам дека тоа во западните земји се практикува како пракса, значи дури се поттикнува од страна на администрација. Дека кај нас, знам, јас имам подпишано дека не смеам ништо во работно време за други активности. И нас тако да ни дава да работиме. Ајде да спомнам нешто што беше пред едно месец дена или колку. Бевме на еден поедок со министерот за економија. Така, мислам дека практикуваме дека таа стопанската комора кај онај клинику, како се рече, дека бил нека мој асистент. Ја земам збор. Пред кога они прашуваа, постава прашање на тој министерот за економија, ја земам збор. Ајде да го вклучиме и високото образование и науката малку. Дека ја предавам предприемач, ќе пишам книги, били првите со таа проблематика. Јас ви тврдам на сите тука дека ние основната проблематика не ја познаваме во областта на предприемаштво. Него не знаеме каде е проблем. Зашто не го признаеме тоа? Ајде да признаеме. Јас кога држам настава, додипломски, постдипломски во оваа проблематика, обично направам вака една весела атмосфера и викам, ајде вака да замислиме колеги и го решаме. Ева оваа кесе, носиме на кесе. Има 100.000 евро. Кој има идеја за бизнис да му ги дам да ги реализира? Една кесе, нашо нека. Дајте ги производи, ќе ги спиеме. Нека, може да се шалиме ние, може да се шалиме. Да ви тврдам, ево ги 100.000 евро тука си, ова кеса. Кажете ми кој има идеја за бизнис, ама да ги реализира овие 100.000 евро. Нема никој. Дали сме, не можам да кажам слабо креативни, слабо иновативни, инвентивни, како сакате го речете. Дали во образовниот процес не е учено тоа, меѓутоа мислам дека недостасуваат идеи за бизнис. Тоа е суштина. Не е суштина пари. Парите ги има, ако ги нема во банката, ги има во тие, како се викат, бизнес ангели, така ли се викат? Да. Бизнес ангели има. Кога ги нема, меѓутоа има луѓе што има долг пари. И има луѓе што имаат пари, ако дојдете вие со идеја кај тој човек што има многу пари, себе ќе ме финансира. Ја сеќавам се времено некоја идеја за некој бизнес и ме праша тој човек што колку пари треба да многу пари треба. И каже дека едно 2 милиона. И добро да не се многу пари. Мене беше незгодно да ја зборам, кој да не се многу пари. Тоа значи дека има луѓе што имаат многу пари, сега дојде и може да финансира ако имаме идеја. Меѓутоа, каква идеја за бизнес? Тоа е суштина. Ние пишувавме нешто со лепата Наташа, бидејќи она го предавате предмет околу предприемаштвото. На поглавието број 4, што идејата за бизнес. Сите поглавија се по 20 страни, тоа е 50 страни. Намерно го направивме тоа и напишавме на насловната страна. Намерно зголемена ова со идеја за бизнес, со креативност, со начини за селекција и така натаму, методи, техники, брейнсторминг и така натаму, како да се дојде до идеја за бизнес. Намерно го зголемиме визави други. И зашто да би поглавието за бизнес план да биде 50 страни, кога тоа е една процедура. Да, поставка, 10 точки имамо, не? Ако знаеш што сакаш, и врху 20 страни ќе го напишеш. И тоа кажи ми идеја за бизнес.
Тоа е суштина. Посебно што сме мала земја, неразвиена. Тие мислам дека ќе отвориме ово прашање за идеја за бизнес. Идеја за бизнес секаде е тешка работа. Кај нас е посебно тешка затоа што сме со слабо платени услови и така. И тоа претпоставам дека идеја за бизнес е тешко и во еден Копенхаген, и во еден град во Данска, во Шведска, во Норвешка, во развиените земји, зашто по секој бизнес го има во огромен број количина. Го има конкуренцијата огромна. А тамо прашим конкуренција. Тоа значи секаде се бара идеја за бизнес. Идеја може да треба некаде да тоа се посебно проучува. Една колешка, вчера се видовме ќе прави книга за иноватски менеджмент. Разговараме на тема и рекол, колешке, ќе има 10 теми таа книга ваша за иноватски менеджмент. 5 ќе бидат од креативност, 5 ќе бидат од иновативност и 5 ќе бидат развој на производите, на услуги. Значи, направите книга со 15 глави, ама 3 за креативност, 3 за иновативност и 5 за развој. Развој. Како да развиваме производи? Денеска морате производ да го развивате. Можете да правите еден производ да го лечите со години. И така се договориме да, еве, например, иноватски менеджмент. Нема. Ја не знам. Нема. Како може да нема за иноватски менеджмент книга? Не видам. Видите да книга препишена од една виска, јас под сата ја препишам. Еден наш колега не види. И значи имаме многу работи кои што се од исклучив интерес за нас како држава. А не ги негуваме. Не ги негуваме. Чудно е тоа, не можем да се начудам. А некој ќе рече, што се чудиш, ти беше 40 години високото образование, зашто не си могам така пред мене. Ја војдов тоа што можев. Војдов индустријско инженерство, војдов менеджмент, војдов менеджмент заштита на животот, тоа што можев да војдов. Секој нека го војде по три области која доста 3000 области на 1000 професори на факултет. И тоа мислам дека пуно работи за стана некаде на пуно работи. Пуно. Ја можам за ова да изборам до утре. Например, имаше една вредностна анализа, се појави 48 година преку еден мајас. Не слегна од Дунав и Сава надолу. Што станува збор? Станува збор за идеја кај што, како се појави 48 година, 948, не 800, 948 година, сите инженери во овие крупните амерички фирми беа образовани. Што станува збор? Станува збор за еден производ. Тамо е производот со филтерот за масло за колите, да го позиват. Да се реорганизира, да се реконструира, да се врши функцијата, да го прочистува маслото. Не ви појавте. Тоа го имало мојата книга. Филтерот за масло кој што читал, не знам, 80-90 франци, не е битно дали швајцарски или француски, со вредностната анализа е намалена 17. А пак си го држува функцијата е бара. Затоа што претходно филтерите биле со можност за отварање и затварање, сега се исцело. Се менува целото, нали? Сега скутете саки. Тоа ще почне за тоа. Користат на вредностна анализа. Али вредностна анализа како иновативна стратегија, тактика, како сакате, не стегна доле. Сем таа моја лекција, никој не напише 2 збора за тоа. Покажете ми, у Македонија, било каде, еве, да има напишено 2 збора за вредностна анализа. Или 92 година беше BPR, Бизнес процесен инженер. Хит беше, тоа го знаете, вие тоа го знаете, аз тоа го знам јас. Го знае Игор Треновски и толку. 5 души. Цела држава за BPR знае. Зашто што викате Кричина? Зашто ви знае? Јас сум згрозен од тоа. Недозволено е тоа. Во свето станува нешто хитно. Хит ние едноставно Или почнаме после 15 години. Ама не сме ни почнали. Еве го, 20 години почна од Хамер и Чампи како беа тие двојцата. 92 година, еве ќе пуне 20 години. Никој не напише 2 реда освен ние четворица. Никој. Па не може тоа. Сега, например, актуелно supply chain management. Пак сме тројца. Ама не може тоа така. Треба да се преиспита дел од овие даскалите, што сум јас, и пуно ветеријати колку има. Се преиспитаме дали новините ги усисаваме, дали сме правосмуката за усисаване на нови работи. Пред
известен период, па лани може би, на еден приватен факултет, така ефлен на одбрана на докторска дисертација, позедов примерно па да видам исто за бизнес, нешто на таков начин, економија или така нешто. Отворив да видам што е, каква е програмата, кои предмети. Оно што ме зачуди, читам Microsoft Excel на факултет, предмет посебен. А сега, не знам кој ќе предава, но сигурно тој кој што ќе дојде студент, сигурно знае повеќе од што ќе видне само да таа програма за користење на Excel. Наместо да се стави нешто друго што ќе видне на вистина нешто вредно за студентот, кој што ќе научи нови техники, нови методи, нови филозофии на работа. Пуно работа има на универзитетите што се работа. Тоа ми беше на листа минатата година, се случи Microsoft Excel учење. И два семестри мисля. Ја сега своевремено имавме предмети, но и тоа со помош на компјутер. Ама тоа беше пред 30 години. Кога беше IBM 360 како целата оваа сала и така да тоа може тогаш да. Друго и јас кога бев на машински имавме во склоп на некој предмет или да учиме во компјутери, тогаш Excel го работевме Access, но тоа беше кога тие програми излегува, кога слабо се користеа, додека денес и кога имаше ретко компјутери во куќите на луѓе. Значи во почетокот на 2000-те години, 98-99-2000-те години, од денес веќе секоја куќа е скоро со компјутер, со интернет, со специјалот. Многу брзо да техниката напред и мислам дека слабо ја пратиме. Слабо ја пратиме. Е сега, пред некој ден нешто пишував на тема колку и како малите бизнеси се предодредени за развој. Не морам да кажам, тука пред нашите гледачи, кои ќе го гледат овој разговор. Јас во овие 20 години имам доста разговор со постарите професори на економски факултет, кои што тврдеа до лани, да нешто до оваа година, дека малите бизнеси не е тоа. Малите бизнеси тука да ја прават ова, како се вика, етикетата на кошулата, големиот бизнес ќе ја шие кошулата. Тешко успеав да ги убедам некои од постарите професори дека светот на малиот бизнес доаѓа. Од средината на 70-те на енергетската криза. Свет на мали бизнес. Така, тука нема дискусија. Дали малите бизнеси се со можност за иновации или се? Тоа што се попогодни за иновации. Земете го нашите университети. Ние брзо се трансформираме, него да кажеме некој од факултетите на УКИ, университетот во Скопје. Затоа може да најдете предмет во некој факултет дрвени мостови. Ако дрвени мостови нема никаде. А ние ги малтене стално ги менјаме програмите. Можеме да речеме дека например сега пред скоро време чухме за социјално општествено предприемаштво. И веќе го воведуваме. Вчера нека направивме програма за докторски до трет циклус, ја воведов веќе supply chain менеджмент. Како наставак на логистиката што ја предавам сега на втор циклус, во трет циклус стави supply chain менеджмент. Мислам дека сме едини што го имаме. Никога нема supply chain менеджмент на како предмет. Ама ние како мал факултет, мал универзитет, ние сме мал, точно 50 души, укиме 1050. Ние можеме брзо да се трансформираме. Прилагодуваме и тоа брзо се прилагодуваме. И тоа е една голема предност на малите приватни универзитети. Има и големи приватни, па што се даватроми и лично предимензионирање. Ние сме еден универзитет, тоа нека испадам малку фалење сега, кој што во овој 5 години навистина стана, ја би рекол, лидер во областта на високото образование. Неверојатно брзо одиме напред. Малтене се теконо би да изменуваме. Обидуваме дисциплини што, например, земете го во факултетот за предприемачки бизнес. Има семејни бизнеси. Тоа нема никаде. Интерпредприемаштво, семејни бизнеси, бизнес планирање, сами го кажавте, организацијски промени, менеджмент на квалитетот. Уствари, системи на квалитет на прв циклус
На втори циклус менеджмент на квалитет. Сега на трети циклус ставиме тук ти кој е? Total Quality Management. А знаете ли дека тај Total Quality Management од 90% го преведуваат погрешно? Тој е менеджмент на севкупниот квалитет. Не е севкупно управување на квалитет. Јас го користам менеджмент на севкупниот. Најверојатно сум учел од вас. Ама така е, така е. А не севкупно управување на квалитет. А 90% го грешно. Па сега, ако нешто што е хит во светот, а хит е во 15-20 години, ние не знаеме да го преведеме. Па, дозволи. Скоро видов едно место видов докторат на таа проблематика погрешно преведен. Погрешно преведен. Тоа значи дека еден дел од не нашите, овде јас, бидејќи сум проректор за наука и развој, ги бркам, стално ги досадувам да пишуват, да читат, да пратат. И тоа мислам дека е многу слабо дел од професорите да читат. Многу слабо. Тоа е многу грешка. Голема грешка е тоа. И тоа ќе ни помине нешто покрај нас, нема ни да осетиме дека ни изменува преводачи. Ево, пред малку спорувавме за масовна кастинизација. Тоа е хит во свет. Хит во светот е тоа. Кај нас не знаеме уште да го преведеме, дали е масовна кастинизација, масовно прилагодување. Нешто што е хит во светот ние еден бојца без тројца. Јас не можам да се начудам зашто младите луѓе само читаат, само работат. Добро, професоре, би го превршиле веќе разговорот, само околу час време разговараме и претходно едно час време се направивме многу. Ми беше пријатен разговорот со вас, многу научив од вас, како и секогаш. Вие морам да напомнам дека професор Кралев беше ментор и за дипломска работа и за магистарска, потоа со професор Ани Поменатовиќ продолживме. И се надевам дека ќе имате уште многу години успешни во научно-истражувачката работа и ќе давате свој допринос, како што и досега го давате во развојот на овие нови науки во Република Македонија. И ако имале вие нешто да кажете за нашите гледачи. Јас да се задоволам за ова можност да кажам нешто, мислам дека малку бев повеќе од дозволеното критично се осврнув. И тоа се е тоа во насока на тоа што јас оваа држава си ја сакам, како што ја сака и Драган, како ја сакаме сите. И мислам дека ако сме малце повеќе критични, тоа е само за добро. Јас од овој саат време што ги дискутираме, многу работи кажам што можда не требаше да ги кажам. И тоа мислам дека сето тоа е во интерес на нашите млади. Ја имам дома син и ќерка млади, вие сте млади, сето останува на вас. Ја може би да не бидам критичен. Може би да речем дека се долго тече мед и млеко и така надолу, меѓутоа не е така. Посебно се обидов да кажам дека во науката не сме многу јаки, не е јака страна. И многу беше да се нашла понекога да кажам, ако се делела научни способности, ние како македонци не сме били присутни. Се шалам, сме успешни специјалисти. Вика многу малку фали, за да го развиваме малиот бизнес, науката да развиваме истражувањето, да го развиваме, мислам дека сме на добар пат да постигнеме уште подобро.